медиумите, почитувани деловни луѓе овде од зоната или што имате допирни точки до зоната. Сакам денеска заедно јас, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, министрот за внатрешни Оливер Спасовски и еден од пратениците од Кумановскиот регион Мартин Костовски, да објавиме една убава радост заради тоа што овде веќе се гледат контурите на развој на една од најатрактивните индустријски зони во нашата земја. Се работи за проект каде што го развива општина Куманово со подршка на парите од граѓаните дадени преку буџетот и владата на Република Северна Македонија. Како што рече градоначалникот, 24 милиони денари доминантно се насочија на развој на подземната инфраструктура, како што редот со атмосферските канализации, ги гледате 10 сливници кои што се поставени на главната артерија на самата индустријска зона, а заради заштедите поради јавните набавки еве останаа средства да може да се реализира и главната артерија со асфалтирање и вичнаци, која што представува основ на развојот на оваа зона. Се работи за зона Новине, така? Новине е името на зоната, веднаш на автопатот Пријателство или Е75, на 5 км од српската граница, која што е 64 хектари, има 51 локација и првата порака што сакам да ја испратам до кумановци, до целиот овој регион, до деловните луѓе, да не ја пропуштат оваа можност и да купат своја парцела овде, која што секако се со поволни цени по пат на јавна аукција и да почнат да ги градат своите идни производствени капацитети, секако отворена и за сите други бизнисмени. Од Скопје, од целиот регион и од цела Република Северна Македонија, веројатно и странски инвестиции очекувам да се јават овде, затоа што коридорот 10 и коридорот 8 буквално се вкрстуваат тука. И верувам ова не е само геостратегиски важно на ниво на држава, ова е за целиот регион и верувам за југоисточна Европа и представува зона од непроценлива вредност за идниот развој на северозападниот регион, но секако и на Република Северна Македонија. Ние ќе продолжиме и понатаму да ја следиме општина Куманово во незините планови за развој на оваа зона. Секако како ќе бидат подготвени другите проекти со представниците на Куманово во парламентот и во владата, директно мое вклучување и во соработка со градоначалникот и советот на општината, но и со деловните луѓе преку коморите, ќе определуваме и алоцираме и останатите средства за да се доразвива зоната, но секако оваа примарна инфраструктура треба да привлече следен чекор, а тоа е купување на парцели, за веднаш после тоа ние да ги следиме со развој на инфраструктурната која што е неопходна за да може да продолжат инвестициите. Доаѓа добро време, иако кризата е пред нас се уште, иако следува есента и зимата, навремените мерки околу организација на идните бизнис активности се навистина секој пат можеби одлучувачки за профитабилноста и за доброто економско поставување на било кој субјект. Јас сакам да испратам абер порака до сите да навистина искористат оваа можност на оваа неповторлива индустријска зона овде во државата, за да може да развијат своји деловни активности. А државата продолжува и со другите мерки на помагање. Секој што ќе инвестира има можност буквално до 50% да добие подршка доколку е во технолошки индустријските развојни зони, а секако директна помош и подршка доколку во оваквите индустријски зони во државата. Тоа значи од јавно објавените критериуми согласно законот за подршка или финансиска подршка на инвестициите, согласно фондот за иновации и технолошки развој, во зависност дали има технолошки развој или иновативност во самата можност ќе развиеме и многу други алатки кои што се важни за деловните луѓе, односно државата и владевите институции се тука да помогнат и да охрабрат инвестициони активности. Јас верувам дека можност за секој да влезе, државата да го помогне, да повлече кредити, сопствени средства и да развие своји бизнис и деловни активности токму тука во оваа зона. Повелете, прашање доколку има. И доколку е прашањето